Александар Радич, воен аналитичар, реков се селим во Белград на скајповска линија. Господин Радич, доколку се слушаме, добро дојдовте во студио 10. Хвала вам, добар дан вама и вашите гледачи. Ви благодарам, добар ден и вам и на вашите гледачи. Ќе говорам македонски, претпоставувам се разбираме, бидејќи знам дека соработувате и со наши think tank организации. Господин Радич, колку е реална опасноста од нуклеарен судир, особено после оно што го имавме викендов, одцепувањето или референдумот во Донецк, Луганск, во областите кои што Русија ги смета за своји? Ризик постои, нажалост. За жал, ризик постои. Не смете стварати панику, не смете. Од една страна не треба да се шири паника и да им се прави на луѓето слика дека би дошло до нуклеарна војна, но од друга страна тешко е да се контролираат процесите кои се во тек за време на војна. Секако дека човек има потреба сето тоа да го рационализира и да уфрли по некој разум во координатниот систем и да си кажете добро, нема да биде. Секогаш имате тука и теории на заговор, сето тоа ќе се разреши или нема, но за жал нема ништо тоа во војната која се води во Украина. Русија се обиде во часови да го реши проблемот, но очигледно дека тоа беше една пропадната операција. Руската војска работеше својата работа од 24 февруари и она што се планираше не се оствари. Сите оние планови руската војна машинерија која имаше толку почитување, заглави во разрешување на тој проблем и по 7 месеци очигледно еве доаѓаме до тоа да се превземе мобилизација. Да прича о томе, суседна стране, како специјална војна операција, од друга стране, оцене Запада о томе кои би могли бити токови нису реални и да мислат. Од друга страна, она што Запад вели не е реално и така да имаме повеќе различни сценарии. Односно примени и затоа доаѓаме сега до оваа мобилизација. Господин Радич, каква е ситуацијата, кои се вашите информации за оно што се случува во Москва? Ние добиваме разноразни информации, претпоставам стигнуваат и до вас, во смисла на тоа што се очекува ново обраќање на Путин, се очекува прогласување на војна состојба, се очекува на затворање на границите. Тоа е едниот момент од прашањето, другиот момент. Дали на некој начин Путин успеа со оваа мобилизација, делумна мобилизација, да го собере руското население на своја страна или и ова отиде во тотално промашување? Увек рат доводи до политичка хомогенизација. Војната се доведува до политичка хомогенизација. На крај од краиштата пред 10 години беше искористен национализмот во земјите од поранешна Југославија за да се создаде хомогенизација на апаратчикот кој застана за социјалистичкото време. Тоа е онаа ситуација од 1999 година во Србија, да речеме, кога Слободан Милошевиќ ги искористи тие механизми, сето тоа го видовме веќе. И во овој миг кога мобилизацијата е во тек, секако дека Владимир Путин околу себе има слика на тоа дека пружа поддршка, но мислам дека руската нација е поделена и ако комуницирате со русите, ќе видите дека има различни страни. Еден број на една страна на урбани руси кои не ја поддржаваат војната, но сликата која се прикажува секако е провојна. Но продолжувањето или прогласувањето на војната состојба е апсурдно. Не улази чуто дали некој пјава пјесмите да одлази на фронт или не, али рече о механизму кој немате избора. Едноставно да се праќа некој на војна, во војна тоа е механизам кој нема избор. Добивате налог да се појавите, да се јавите и немате избор. И тука Крим дојде, Крим е оној вистинскиот механизам. Руски војници ратују иностранство. Затоа што всушност припадају $53 руските војници војуваат во странство. Према курсу
centralne banke Rusije, dobiva kako to već po ide po uobičajenim propisima. odreden nadomest. Za Rusiju je sada bitno da I se na Rusiji je jasno bitno postave сега stvari ясно tamo да gdje се jesu. постават работите Znači, такви како rat je што u се, toku значи i onog војната trenutka kad se е во pređe тек ta и во linija, оној mnoge миг stvari кога će ќе biti се jasnije, премине ali ne razrešene. та Iluzija je линија, verovati da će sada masovni priliv тогаш ljudi веќе odjednom dovesti нема do да има povrata na front, илузија jer, затоа што масовен Kremlj je прилив на луѓе trebalo ljudi, ќе sad мора да trebalo биде ljudi su bili na terenu, nisu донесен mogli da zatvore linije, da на фронт. spreče Со оглед на тоа prodore што сите оние grinjaca, кои беа досега не mogli su можеа да ги spreče krah спречат na ruskom dijelu fronta. Украинците, I ovo односно ljudstvo крахот za на рускиот дел од početak treba фронтот. da obezbedi И stabilizaciju ова linije људство, prema ukrajinskoj vojsci, овие a onda луѓе би ćemo da требале vidimo да обезбедат koliko će за biti прв, tu opozicionog како прв potencijala чекор i namere, стабилизација, jer mnogo а što потоа ќе ги видиме iz и Putinovog вистинските obraćanja намери naciji, iz onoga što se sada objavljuje, и на она ukazuje da je што е aktuelni како дел од ruski обраќањето на plan, Путин a кон to je нацијата, jedan od односно niza planova koji su актуелниот promijenili план на 24. Русија, februara, еден од плановите usredsređen и na ideju da таа se окупација, posle aneksije teritorija односно Ukrajine, koja sada по kontroliše анексијата ruska на vojska, територијата која сега ја stabilizacija контролира eventualno zauzmu руската preostali dijelovi Donbasa, војска, да се i завземат onda ide и na neki деловите на mogući Донбас и потоа pregovarački proces, да се na дојде евентуално neku до vrstu некој преговарачки zahtjeva prema Zapadu. процес, односно до Prihvatite некој svršenje барања кон ili sad Запад. imamo dovoljno Или žalj na raspolaganju ako ne želite da prihvatite ovo или što je sad прифатете, realno. или Jer da bi Putin mogao da izađe iz rata, нема on друг mora избор, затоа што ima за Путин да sliku може да pobjede. излезе од Ne војна, тој stvarnu мора да pobedu, има nego слика за koja može победа. da se Не prezentuje вистинска domaćem победа, javnom туку mnjenju, i слика to je која već ќе може да се situacija презентира kardinalno како jasno победа. vidimo И тогаш месецima. Bilo je а mnogo тоа, razloga za како што vjerovati гледаме, da će станува, ruska vojska naređenje da се do, случува веќе со месеци. sredine ovog mjeseca јас, dođe do Slavijanska, Kramatorska i da se нема да ме изненади ако neki уште во scenario, текот на овој месец koji je стигне до potencijalni Славјански или mogući до završetak rata, ali, Краматорск, кои би Ukrajinci su може би septembru биле и umjesto почеток Rusije на da pređu завршетокот okupaciju на Ukrajinci iz војна. Харковske oblasti, Но наместо русите to да je bila напредуваат во ona Харковската tačka област, gdje dalje nije тоа bilo беше povratka, таа преломна Rusija точка, morala da uđe u се mobilizaciju случува i обратно и kasnije затоа povratka. Русија мораше да влезе во мобилизација. Ако добро ве сватив, рековте дека Русија или Кремљ мора да создаде перцепција и слика на победа, не вистинска победа, туку слика на победа за пред јавноста за да излезе како победник од оваа приказна. Дали Русија ја изгуби војната со Украина? Rusija je zapravo izgubila rat onaj kakav je vođen od početka. Ako krenemo od procjena, a ima razloga... Загуби војната, ако гледаме така, во стварноста, според одредени информации околу докажување, кои се прашања како се докажат, но политичката стварност е да се запоседне Украина. Падобранаca i oklopnih borbenih vozila koji su trebali se iskrcaju sa posebnim sistemom. Имаше многу оклопни возила, падобрански единици кои се и кои беа во Украина и тие снимки постојат. Идејата беше Киев да се завземе уште првиот ден и да се наметне едно конечно решение уште од почеток. Значи, тоа беше идејата да се стави шепа на Украина. Сега дали ќе биде доволно 20% од Украина да се земе, да се завземе, но како и да е, затоа имаме причина да веруваме дека московската политика тука потврли. Не московската, не руската војска. Руската војска ја пратија во војна со многу малку луѓе. Напад на Киев ангажуван je manje ljudi nego što je prosečno bilo. За нападот на Киев беа ангажирани многу помалку луѓе отколку што обично тоа се правело во време, да речеме, на граѓанската војна во Босна. 165.000 ljudi uči u takav rat. Не можете со такви бројки да влезете во таква војна. На генералите им беа врзани рацете, затоа што може само да располагаат со тоа што има. Беа повикани луѓе кои сакаат да учествуваат во војна, ветени им се солидни суми на пари во однос на она колку што заработуваат. Мнозинството од нив потпиша и договори на 6 месеци кои тие договори би истекле веќе наскоро. И ако така ги гледаме работите, всушност тогаш руската војска колку и да звучи тоа брутално,
паралелно, всушност, овој дел од војната го загуби. А неодговорно да се зборува за можностите, односно за она што понатаму ќе се случи, но вака можеме за сега да ги поставиме работите. Русија е премногу голема земја, пресериозна земја и во овој момент политичарите кои ја контролираат Русија не можат заради својот опстанок да дозволат да ја загубат оваа војна, туку мораат да ја завршат оваа војна, макар со некоја слика која ќе може да се презентира во руското јавно мнение дека војната е добиена, без оглед дали е тоа пропаганда или не. И да се прати порака на сојузничките земји дека Русија е моќна и дека еве издействувала решение на проблемот и со кој не можела да се справи поинаку и кој сега разреши. Дали во вакви ситуации лидери од овој тип како Путин во моменти кога стануваат свесни дека го губат лото, ја губат војната, дали влегуваат во параноја, дали се затвараат во собствен круг, бидејќи претпоставувам дека силни се реакциите пред се на милиардерите кои што се таму во Русија, кои што губат секој ден милиарди и милиарди со одземање на имот, на хациенди, на јахти и така натаму. Притисокот врз Путин расте од една страна од милиардерите, сега не знам како би реагирала КГБ, знаете, а да не притоа внимаваме да не влеземе во оние теории на заговор. Дали е Путин, со кого е обкружен во моментот Путин? Во вакви ситуации, на кого верува тој? Тоа е питање за све обавештајци света, да сазнaju šta se Тоа е прашање за сите разузнавачи на светот, што се случува со Путин, и тоа е важно за историјата на светот воопшто. Александар Радич, би требало да го имаме, беше во скайповска линија. Да, еве сме, се слушаме. Имали сме едно сметњу. Имавме пречка. Да се разумемо, значи, велико е питање шта се дешава со Путин. Големо прашање што се случува со Путин. Западните разузнавачки служби велат дека е во лоша здравствена состојба. Секако дека може да предпоставите дека психички не е најдобро, но тоа се информации. Како вие можете од Скопје или од Белград да проверите како е, во каква состојба е Путин? Но тука е многу важно на хипотетичко прашање. Што ако Путин побрза со оваа операција во Украина, затоа што може да има информации за тоа дека нема да може уште долго физички да остане на власт. Што ако е тоа наистина така? Затоа да ги земеме предвид тие теории на заговор или на се, што може да се случи. Тоа е во таков круг на луѓе од кои не може да излезе туку така. Затоа што има тука многу луѓе кои имаат со себе имаат огромни пари. И многу луѓе граѓани на Русија се револтирани заради тоа. Имате луѓе кои имаат олигарси кои имаат приватни јахти, авиони и така натаму. Луѓето можете да кажете и на запад е така. Но на запад просечниот граѓан е сведок на тоа како се збогатува соседот, комшијата и така натаму, а не преку ноќ. Како објаснити луѓима, така да прашање како да им се објасни на луѓето дека приватни компании држат огромни системи, да речеме, клучни, стратешки на државата. Приватни компании луѓима кои го заслуже на војном полju. Луѓите приватна компанија, кој е бил у затвору, приватни компании во собственост на, не знам, луѓе кои биле во затвор и така натаму, и вие му доверувате стратешки компании од државен интерес. На некој рускog телеканалу рекламу Вагнероваца ми кажу: немојте да вас мобилишу, доđite код нас, неќе код нас бити војног идиотизм. Има дури реклами, дојдете кај нас, нема да ве мобилизираат, ќе имате дисциплина кај нас. Тоа су ствари кои подгревају морал. Тоа се оние кои ги подгреваат на долги патеки овие различни ставови помеѓу рускиот народ. Незадоволства, начинот на кој се води држава. Од тука искача, се појавува незадоволството од начинот на кој државата се бори. Гледаме луѓе кои се расположени да отидат на фронт, но
ali Rusija mobiliše periferné dijelove. Факт е дека Русија ги мобилизира периферните делови од својата територија. Пратија еден батальон на доброволци, а сега велат подготвиле 3 батальони. Тоа е символично малку во однос на она што е неопходно и вие гледате од тоа дека постои распад, не е единство. И у културе учешće u ratu. Особено на тој дел каде што е прашање и на чест и на култура да се покажат и да учествуваат во војна, а гледате дека има сериозен отпор. Единиците на 35-та и 36-та единица во почетокот на војната одеа на Киев. Русија е сложен систем и има многу причини да веруваме дека не чекаат многу тешки месеци во иднина. Со оглед на тоа како овој иден потенцијал на мобилизација, на мобилизирани ќе делува и секако последиците од санкциите. Европската Унија, малку да изанализираме во целиот овој конфликт, се покажа како поприлично без компас. Беа премногу врзани со Русија, особено Германија со гасот, бидејќи многу информации излегоа. Зошто Европската Унија одигра вака како што одигра, тоа е катастрофално лошо. Америка успеа да ја покори, условно кажано, Европската Унија да ја втурне во еден ваков конфликт, ако се согласувате, па сега имаме ситуација каде што во Италија ви победува десницата, следбениците на Мусолини, имате, ако не се лажам, во Шведска ви победува десницата. Што направи Европската Унија во целиот овој судир? Постои предприча, десница која е vrlo јака и популистички десницата која е силна и на исток од Европа. Европската Унија сега покажува, доаѓа до израз слабостите кои повеќе досега ги имаше. Има снажну администрација за која често вако посматраш. Европската Унија има обемна администрација. Нису успели да пронаđu добар посол. Така да речеме, оние кои не успеале да најдат работа дома, работат во таа гломазна администрација. Идеалистички обликуване. Има тука многу предпоставки кои се идеалистички обликувани, но Европската Унија мора да функционира во вакви времиња, но кога станува збор за механизмот кој ги спојува државите со различни механизми, против природно очекивати да се тоа деси. Не може да создаде вистинска кохезија во услови на ваква глобална криза, особено војната во Украина. И Соединените американски држави се тука во поволна позиција со оглед на тоа што таму постојат механизми кои можат да ги обединат и обликуваат тие идеи. Па да, би кажале другите, па нормално кога тие ова го направиле. Да, но факт е дека Америка се подпира на НАТО и тоа е клучниот механизам. Имаме еден нов механизам на Европска Унија, каде што национална политиката се базира на безбедноста. Промишљају саме шта треба чинити. И тие сега размислуваат што треба да се прави. Европската Унија на маргините на овие настани во Украина нема некој механизам посериозно да ја покаже својата функционалност. Секако тоа ќе го зголеми бројот на евроскептиците и секако ќе се прашат сите, па што да правиме ние од Балкан, каков одговор ќе добиеме ние сега и мислам дека реакциите ќе има на повеќе ниво, на национално ниво, зголемување на трошоците на Полска и така натаму. Вчера се зборуваше многу како земјите на НАТО дојда до 2% на бруто домашен производ и така натаму. Сега се зборува за 3%, но доброволно. Со оглед на тоа што практично сите членки се и членови на НАТО. Никад nije sve crno-bijelo, и исклучоци, но никогаш не е се црно и бело. Одjednom se priča o stotinama milijardi evra и сега uloženo na naoružavanje. Одеднаш се зборува за стотици милиарди евра. Феномен проблема Европske unije pratiti recimo Poljsku, Mađarsku. Така што мислам дека проблемите во Европската Унија може да се сведат преку однесувањето на Полска, на Унгарија, формирају нову дивизiju, формирају единиce teritorijalne odbrane, кои формираат своји дивизии, единици на
teritorijalna odbrana. Recimo sve ono što zapada do Lamanša zajedno nemate toliko tenkova, ili Mađarska, koja je otvoreno prkosi Evropska unija Ungarija i sarađuje otvoreno sa se protivstavува na Evropska unija i direktno saraботува со Москва, политичка Москва. И се чини дека не ги гледа вредностите кои се директно вредности декларативни на Европската унија. Чак и прича о томе да ќе бити ускрачени новци и тако дале. И се зборува сега и дека ќе бидатускратени средства и така натаму. Саме идеи. Така што доаѓаме до прашање на интересот на обстанокот на самата идеја за ЕУ. Последниот лидер со кој што се сложуваат сите во Европа. Дали Европската унија во овој момент има криза лидер на лидершип? Кој е лидерот на Европската унија? Не успеа ниту Шолц, ниту Макрон да се наметнат и покрај тоа што се обидуваат во целиот овој случај. Има ли лидершип вистински во Европската унија? Нема лидер во Европска унија. Нема тоа е можда проблем у ванредни околности. Може би и проблем. Тоа е врлина Особено Европска во унија. околности. Тоа е доблест на Европската унија во време кога таа се развива. Кога ги промовираше вредностите, кога се пропагираше демократијата. Без оглед на цврстината на поранешната канцеларка Меркел. Европската унија беше механизам и е механизам во тие времиња кој можеше да ги задоволи барањата на сите. Сега во војни времиња, да не зборуваме за сценарија за глобален конфликт, Европската унија нема јасна идеја, нема лидерство, нема одговор на прашањата пред кои што се наоѓа. Никој дури не се ни обидува од Европската унија да преземе одговорност. И Германија, и Франција. Ако сакате лидерство, па што треба да препорачате? Да ставе национални интерес на прво место, онда ćete дојти у конфликт со оним делом. Ако национално се поставите, ќе дојдете во конфликт кон генералната политика и проблемите со снабдување со газ, да речеме. И тоа може да биде еден од моментите на превривање на ЕУ, на односите. Организација која не е створена ЕУ не е организација која е создадена за воени времења и во таа смисла не може, или барем не може брзо да се снајде во вакви времења. Далеку од Хрушчов, Кенеди, Путин, Бајден. Колку е возможна средба на Путин со Бајден? Намерно го земам Хрушчов, Кенеди, бидејќи тогаш само се спомена можност за нуклеарен напад, а денеска е поприлично извесен. Можна ли е средба Путин-Бајден според вас? Американци су до сад били јако хладни на позиве Москве на разговор. Досега месецima, када су Руси са далеког истока, Сибира, водели далечниот исток дава подршка на Белорусија, концентрирање на силите за заеднички вежби и така натаму. Чак и кога сте тоа пратили, било вам е заиста Ако го следевте тоа, дури не беше сосема тешко да се замисли дека може да дојде до ваква војна. Во тоа време од Москва праќа јасни повици за разговор, но американците не сакаа ни да подигнат слушалката телефонска. Сега се смени ситуацијата и сега Русија по мобилизацијата праќа порака која е повеќе од јасна и читлива дека треба да се зборува за тоа на кој начин да се зборува. Како се разреши. И Русија секогаш ги наметнуваше своите глобални моки. И тоа од секогаш било и во времето на Хрушчов садено во политиката на Москва. Но сега, особено, тие бараат релевантен партнер за разговор. С којima треба разговарати е со они колективна, компликована свест. Али американци не показуju знак Но американците не покажуваат дека се подготвени за тие разговори. Мислам дека од руската страна се упатува повик да им се овозможи джентлменски да излезат од војна, под услов да ја земат Херсонската област, дел од Запорошката област, Донецката, Луганската. И тука би имале некаков пакет во кој би можела да биде замислива политичката трговија. Но ако Америка се оглуши од овие повици, тогаш ќе имаме
време приказната за радикализација, затоа што војната и ќе потрае со месеци во 2023 година и се до оној момент додека Москва и Вашингтон не бидат подготвени да зборуваат за тоа што да прават. Алтернатива за тоа е само продолжување на војната и негова радикализација. Но мислам дека на Запад постојат кругови кои сакаат Русија не постои више онаква каква е ранije постојала. Русија да не постои веќе во оваа ваква сила. Управо и како и да тие ги игнорираат овие повици како од времето на големата економска криза. Да речеме во западните земји од државни пари финансирани банките за одредена економска катастрофа. И тоа се многу пари за кои би се дозволило туку така да пропаднат. Така да Русија vrlo teških i ozbiljnih poteza важна и тук односите се испречени пред сериозни меѓусебни односи. Мапираат неколку критични точки и нормално оние кои што се занимаваат со оваа тематика, кои што истражуваат, а се добро упатени, мапираат неколку точки зошто светот полудува, зошто светот е на некој начин пред голем судир. Едно Русија со Украина, се споменува Кина Тајван, се споменува Маđарска Букурешт, веќе гледаме дека имаме тензии на релација Турција-Грција. Еден момент е Србија Косово. Уште еден момент кој што го споменуваат на таа нацртана мапа е Русија против Бугарија, веројатно алудирајќи на Црното море заради таа стратешка позиција. Колку сето ова е реално? Дубин ефект увек настае у исторiji kada dođe do nekog velikog rata. Да, во историјата секогаш кој ќе дојде до некоја војна, па потоа историчарите го склопуваат тој мозаик. Но мислам дека има и многу контрадикторности. Да речеме, во овој случај имаме некој ситуација дека некои поединци од Москва отвораат можности за решавање на проблем. Да речеме, до вчера ризикот од употреба на сериозни оружја неконвенционални беа незамисливи. Модерно причати о Беше модерно да се зборува за асиметрично војување, за тероризам, проблем на имигранти, сајбер војна и така натаму. Безразложно дадено сте губнат ризик од конвенционално. Но безразложно беше да се зборува за конвенционално оружје. И во таа смисла сите земји од запад ги смалуваа своите арсенали, а ја задржаа реториката висока. И тоа е увек била истина о томе. Тоа беше измеѓу спољна политика и војска. Вистината, разликата помеѓу надворешната политика и војската. Односно njene чланице Европската унија, односно незините членки, се обидуваа низ одредени операции да ја покажат својата експедитивност. Турција, Турција има амбиција да стане. Има своја фрегата, воено е силна, но тоа е јасна порака. Земја која има таква амбиција, таа значи има амбиција да доминира со сила. Ако тргнете, да речеме, од Босна и Херцеговина, ситуација која е мощна, сложена. Ние имаме замрзната војна од 90-тите. Видимо проблеми на Блиском истоку. Гледаме проблемите на Блискиот исток. Потенцијално продолжување на војните кои веќе се водат. И тогаш доаѓаме до фактот дека како главен предизвик за иднината на САД, можеме тогаш да замислиме и безброј сценарија кои може да се создадат во рамки на овие војни. На територијата на некогашниот Советски сојуз
Počeli su granični sukobi. Počna granični sudiri pomedju Kirgistan, Nagorno Karabah, Azerbejdžan i така натаму. I sada, govoriti o tome И сега, да зборувате за тоа дека е можен конвенционален судир, веќе не е табу, туку е реалност и секако и ние на Западен Балкан имаме многу причина за нервоза и мораме да водиме сметка околу тоа. Сосема за крај, многу се коментираше говорот на српскиот претседател Александар Вучич во Обединетите нации. Сега знам дека се поделени и тамо медиумите, некој дел дотаму дека говорот на Вучич на YouTube бил 2 пати погледан од они на Зеленски, но не е тоа поентата. Едно коментар за обраќањето на Вучич на Генералното собрание на Обединетите нации и друго, дали Србија, Македонија некако држави, бидејќи така го заокруживте последниот дел од прашањето со Западен Балкан, треба ли да бидеме на готов кога е во прашање овој можен судир? Треба ли да ги подготвуваме, да ги чистиме бункерите, скривниците или? Nažalost, živimo u opasno vreme. Bilo bi neodgovorno bilo kome reći da postoje garancije za bezbjednost na Balkanu. Дека постојат гаранции за безбедност на Балканот. И во тој контекст сум песимиста затоа што мислам дека конфликтот на Балкан почнува секогаш кога големите сили не се занимаваат со нас. Големите сили постојано се поигруваат, а ние сме дел од тоа. Тоа е механизмот на западното дипломатско присуство и релативно силно на Балкан. Но може да кажеме кога сме сега во статус-кво, но ако замислиме потенцијален конфликт во улога на НАТО, тогаш нашите проблеми може лесно да испливаат на површина. За жал, реваншизмот на Балканот е и тоа како се уште силен во контекст на оно што се случуваше во 90-тите години и оно што се случуваше во Словенија и Хрватска, па се до случувањата во Македонија и на југот од Србија. Имате еден цел низ на конфликти кои се завршени со примирие, но никаде немате, или речиси никаде конечно решение, имате само примирие. Така да секој од тие конфликти може да биде повторно отворен. Но за сега очигледно е дека немаме директни отворени прашања, а некои европски сили сакаат да покажат директно да се одржи контрола врз регионот. Дали е тоа на оној што е, не знам, Србин пријатно или не, или на некој што е друг, може би не, може би е. Но факт е дека во овој миг се обрнува внимание на нас, на сите оние конфликти досега. Воена агресија овој, воен судир на релација Русија, Украина, Русија, НАТО, дали ова ќе потрае или? Веројатно ќе да трае. Од почеток е било известно. Ова војна ќе трае и од почетокот беше известно, само или потпуно неинформисани, неразумни се луѓето беа неинформирани кога су руски снаги кренуле. Кога руските сили тргна инвазија на 24 февруари, па се мислеше дека брзо ќе се заврши. Па немаше начин да се случи тоа. Ова војна ги има сите потенцијали да потрае и колку подолго трае има и поголеми ризици за ширење на конфронтацијата. Сценаријот има секакви, но многу елемента има и за и против, а не бавимо се предвиđењем будуćности. Но да не се занимаваме со предвидување на иднината, туку со реални анализи. За сега Москва одбегнува директна конфронтација со НАТО. Кога се дојдеше до некоја точка на конфронтација, Москва се повлекуваше. Иако е доста истурена, допира до Бугарска, Црно море, па НАТО најавуваше да се организира поморска операција за заштиту бродова, за заштита на бродовите од Црно море. Е неврло опасна ситуација, да могат да изаберу. Па русите тогаш дојдоа до опасна ситуација, дали да ги толерираат активностите на НАТО и да го обезвреднат, да ја обезвреднат својата положба, или ако нешто преземат да има директен конфликт со НАТО. И русите се повлекуваат ниското острво. Затоа што тоа беше тешко да се држи логистички, но и избегна директен конфликт и ширење. Е сега прашање дали во иднина може да има ситуација во која не би се повлекле. За сега русите велат дека за сега неприфатливо да се испорачуваат ракетите на Украина. Украина добие ракету
домета 300 км. Ако Украина добие ракети со дострел од 300 километри, кои веќе добили са лансера кои су постали познати поскачници Хаймарс и старих М270 од лансерите кои се унифицирани средства, исти тип ракете. За сад, тогаш, Руси кажу, за сега русите велат, Украина може да подобри Русија, ето за нас ако тие ракети ги испорачите на Украина, тоа нема да биде прифатливо за Русија. Украинска војска почива на снази НАТО. Украинската војска се подпира на силата на НАТО и клучното вооружување е од страна на НАТО. НАТО го возможува преживувањето на украинската војска досега. Податока кои се темели за украинско и тие се војно планирање за повоđење и командување. Украинското и командување. НАТО е длабоко во овој судир инволвиран, но од ставот на Москва зависи колку ти официјално смета и колку ќе проценат дека НАТО е директно вклучен. Благодарам што обевте гостин во студио 10 Александар Радич. Александар Радич, воен аналитичар, гостин во студио 10.